Во однос на присуството, односно отсуството на пратениците на седниците на комисиите, добиени се следните резултати. Од вкупно 247 добиени записници, 90 се во согласно со деловничката одредба за евидентирање на отсуствата и присуствата на членовите на комисијата, додека 157 записници не се во согласно со оваа одредба. Само 5 од 8 комисии ги воделе своите записници според оваа одредба. Во однос на учеството и вклученоста на граѓанските организации, експертската јавност и останатите засегнати страни во работата на комисиите на одржаните седници, ги имаме следниве податоци. На седниците на 13 комисии присуствувале вкупно 144 учесници. Најголемиот дел од вкупниот број на учесници, или 121, што представува 85% од вкупниот број на присутни од редот на граѓанските организации, експертската јавност и другите засегнати страни, биле дел од работата на седниците на само 5 комисии. Ниту еден представник на граѓанското општество, на експертската јавност и други засегнати страни не учествувал во рамките на седниците на 5 комисии. Од аспект на нивното учество на седниците на собраниските комисии, анализата укажува дека истото е на незадоволително ниво. Имено, презентираните податоци укажуваат дека постојат комисии кои што воопшто не вклучиле представници на граѓански организации и други засегнати страни во својата работа. Кај дел од овие комисии, во согласно со делокругот на нивната работа, ваквата појава е оправдана, но кај поголемиот дел не е. Во однос на учеството и вклученоста на граѓанските организации, експертската јавност и останатите засегнати страни во јавните расправи, надзорните расправи и јавните дискусии, ги имаме следните податоци. Во рамките на периодот предмет на мониторинг, одржани се вкупно 7 јавни расправи, една надзорна расправа и една јавна дискусија. На јавните и надзорните расправи присуствувале вкупно 156 учесници. Само 3 комисии отвориле расправа и дале можност за учество на граѓанските организации, експертската јавност и други засегнати страни за конкретен закон, односно политика, што представува само 1% од вкупниот број на прочитани закони во комисиите во периодот предмет на мониторинг. Врз основа на сите овие резултати и наши активности, Граѓанската асоциација МОСТ ги дава следниве препораки и заклучоци. Да се овозможи континуитет на вклученоста на граѓанските организации на заинтересираните страни при креирањето на одредените политики и на конкретните законски решенија. Со цел да се избегне неинформираноста и соодветно да се адресира недостигот на комуникација помеѓу пратениците и граѓанските организации, да се изготви регистар или адресар на организации кои би биле дел од процесот на креирање на политиките, соодветно за секоја област. Граѓанските организации да развиваат дополнителни канали на комуникација со извршната власт и да учествуваат во креирањето на политиките и законите во рамките на министерствата. Сепак, ова не значи дека треба да се запостави соработката со собранието во подготовката на законите, затоа што граѓанските организации може да дадат голем придонес и во оваа фаза, доколку понудат конструктивни предлози и решенија. Да продолжат да се формираат лоби групи како алатка која би ја користеле граѓанските организации, експертите и другите заинтересирани страни во насока на постигнување на своите интереси и цели.